На одржаната седница на дневен ред беа разгледани 19 точки, главно извештај за работа на јавните предпријатија и урбанизмот. На оваа седница се разгледуваше извештајот на јавното предпријатие Куманово газ и тримесечниот извештај за финансиското работење на предпријатието. Како што истакна директорот на Куманово газ Драган Петровски, во својот извештај планира да отпочне изградба и на другите делови од градот. Вели дека моментално е фаза на изготвување на проект за инфраструктура и основен проект кој треба да го опфати делот на улиците Цар Самуил и Никола Вапцаров. Се чека исто така на добивање на решение за поставување на гасоводна инфраструктура на делот кај училиштето Бајрам Шабани. Јавното предпријатие Куманово газ планира изградба и во другите делови на градот. Тоест, значи, сме во фаза на изготвување на проект за инфраструктура и основен проект во делот на улиците Цар Самуил и Никола Вапцаров и планираме со тоа што очекуваме да добиеме решение за одобрение за градење и планираме да извршиме ископ на улица, односно поставување на гасоводна инфраструктура на делот према училиштето Бајрам Шабани. За оваа точка збор побара советникот Јовица Станковски, кој истакна дека и во двата извештаи за работа на предпријатието во 2016 година и финансискиот за првиот квартал од 2017 година даваат сигнали за едно позитивно работење кој во некој немногу далечен период се надева дека ќе го извлече предпријатието од постојаното правење загуби при работење и ќе почне да работи со добивка и ќе го враќа долгот кон општината. Ова се должи пред се на изградба и проширување на дистрибутивната мрежа и приклучување на нови потрошувачи на газ на делница на Октомвриска револуција во тек е приклучување на 5 стамбени згради, околу 100 стамбени единици, приклучен е градскиот базен кој е голем потрошувач, истовремено се врши оперативно одржување на гасоводната мрежа. Како резултат на ширење на гасоводната мрежа и мрежата на приклучоци во 2016 година се испорачени според извештајот 42% повеќе количина газ од 2015. За 2017 се очекува повеќе испорака на газ од 2016. Бранко Бојковски надополни дека јавното предпријатие Куманово газ бележи позитивни приходи каде расходите се намалуваат. Вели дека предпријатието започнува да чекори кон потребите на граѓаните и дека е потребно да се подигне поголема свест за користење на газ за грејење и на тој начин ќе се намали загаденоста на воздухот во Куманово, а воедно и со тоа ќе се зголемат дополнително и самите приходи на предпријатието. Освен оваа точка на седницата беше разгледана и освоена и стратегијата за меѓуетничка интеграција во образованието, информација за спроведување на мерките за субвенционирање на трошоци за комунални услуги и на јавен градски превоз, со извештај за бројот и структурата на фатените лица. Советниците ја разгледа и програмата за културни манифестации на општината и годишниот извештај за 2016 на Фондацијата за култура и спорт. Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2017 како и предлог решение за давање согласност на одлуката на ЈП Пазаришта Куманово. Советниците усвои неколку точки за промена на урбанистичките планови.